Додека британските медиуми тврдат дека Скопје и Лондон крчкаат договор за центар за враќање на мигранти во земјата, Мицкоски дециден ниту еден бегалски шатор нема да никне во Македонија. Шпекулации, салта и гимнастики порача премиерот Мицкоски за обвинувањата на опозицијата и најавата на британските медиуми дека од месец септември во ЕК се разговори со македонската влада и дека Македонија е меѓу малкуте земји кои активно преговараат со Велика Британија за воспоставување на вакви центри. Со индигнација ги отфрлам овие шпекулации дека апсолутно планираме било какви кампови на илегални мигранти да правиме. Да потенцирам и да кажам јасно и гласно пред македонската јавност дека таква тема не е разговарана. Но доколку се разговара, исто така ќе биде одбиена од наша страна. Додека јас сум премиер, дека сум јас претседател на оваа влада, нема да никне ниту еден шатор во кој што ќе бидат сместени илегални мигранти и нема да примиме ниту еден илегален мигрант. А првиот опозиционер веќе повика на мобилизација, граѓаните да се кренат против, како што изјави, антидржавното однесување на власта. Филипче праша дали е ова цената на 6 милиарди кредит од Велика Британија и порача дека владата сака да ја претвори Македонија во мека за мигранти. Дали може да очекуваме дека на мигрантите ќе им бидат дадени македонски пасоши и ќе бидат гласачка машинерија на ВМРО-ДПМН? Сепак се ближат избори. Мислам дека мора да кажеме одлучно не. Време е да се крене гласот на народот. Ги повикавам граѓаните да не поддржат и да ни помогнат да го спречиме ова антидржавно и антинационално однесување на патриотската, така наречена влада на ВМРО-ДПМН. И додека власта и опозицијата се расфрлаат со обвинувања, во Велика Британија се водат дебати за евентуална депортација на мигранти во Македонија. Отворено се разговара и за договор меѓу Скопје и Лондон, според кој на земјата би биле исплатени 20.000 фунти по мигрант. I think that the scheme could work. Because Macedonia has a great need for immigrants. It's got a massive problem in its construction industry and it needs a lot of workers. So they'll be only too happy to take more people in. But it will cost us money. But I think we do need to think about having offshore centres. And so you could be in a situation where you've got a win-win situation there. Има и саркастични коментари. We can't send people to an African country. Gosh, it would be inhumane. The Africans, they can't be trusted to treat them correctly. But North Macedonia, fine. Sure, it's a hugely corrupt country. Sure, it discriminates against minorities. Sure, they have huge issues with free speech and media control. But hey, none of that matters. Темата за мигранти во Македонија се отвори пред неколку дена, кога британските медиуми објавија дека се преговара за нелегалните мигранти и оние кои се одбиени за азил да им се даде можност да бараат азил во земјава. Македонија засега е само транзит земја. За време на бегалско-мигрантската криза поминаа скоро 1 милион бегалци и мигранти, но никој не остана тука.